Се пожалија на условите адвокатите внатре во судница. Кажаат дека не можат на колена да фаќаат прибелешки од сведочењето на сведокот. И тоа е она што го кажа они како причина што го напуштија судењето. Само сметам дека не потребно се прави тензија, затоа што во оваа судница се суделе многу процеси, меѓу кои заштитените сведоци, загрозените сведоци од диво населја. И до сега нити еден адвокат не се пожалил на условите во судницата и не напуштил судење. Мислам дека не знам која им е причината, дека е друга причина, не условите што се во судницата. Неизбежно е да ве прашаме околу цела ситуација околу амнестијата, најавите, толкувањата, помирувањата. Како вие ја толкувате? Да, точно од ваш од премиерот, од собраниската говорница конкретно за овој предмет. И дали препознавте амнестија во тоа? И јас лично не препознав амнестија. Сметам дека е она што го кажа знак за помирување. Јас лично амнестија не препознав. А што би се случило доколку и тоа се товара? Амнестија за овој случај? Како тогаш вие ќе реагирате? Видете, тоа не зависи од обвинителството. Амнестијата е политичка одлука. Така да... Добро, може да ни кажете сега што ќе се случува понатаму судењето? Па судијата рече дека ќе назначи бранители по службена должност. Тоа само за денеска, значи или за понатаму? Не знам, стварно за денеска сигурно, а за понатаму ќе видиме.